Еве сме во Арменистис, нашиот омилен камп. Овој камп веруваме омилен уште еден куп други луѓе, а верувам дека има уште повеќе што секој се интересирале како е да се летуваат токму во Арменистис. Така што ајде со нас да ви ги покажеме сите добри страни и не толку добри страни на овој камп, за да може да донесете одлуката дали ова е идеалното место за вашиот одмор, посебно ако сте со мало дете како што сме ние со нашиот Олег. Сега за да стигнете до Арменистис ви требаат со возење од Скопје едно 5 часа, што значи дека е малку подалеку за разлика од оние кампови кои што се доле на таа Олимписка ривиера. Меѓутоа вреди затоа што на вториот крак навистина природата е многу добра, шумите се многу погусти, многу повеќе зеленила, во околина имате и прекрасни плажи кои што може да ги посетите баш блиску на страна од убавата плажа во Арменистис. Тука ви се плажи како Портокали бич, Тиганија ја имате, на кај Вурвуру многу убави места, островчиња што може да ги кружите со бродче, така што дефинитивно вториот крак заслужува многу повише внимание и тој саат два што ќе го поминете во возење плюс, мислам дека е прилично оправдан. Првата работа, која што веројатно е најважна, сместувањето. Значи, еве ги овие mobile homes, кои што се најпопуларниот сместувачки капацитет во Арменистис. Тоа се мали кукички контейнерчиња, да кажеме, во кои што имате една спална соба, дневна со кујничка, уште една собичка во која што имате најчесто кревечиња на спрато и она што е многу битно, убав трем со надворешна кујна на која што може да си готвите се. Но исто така, нели, популарност оди рака под рака со цената, така што секоја година цените се зголемуваат. Ние успеавме да фатиме промоција 3+1, одиме малку во порана сезон и слично, успеавме за околу 80 евра да најдеме сместување, но да речеме едни пријатели кои што се со нас тука во кампот веќе сака да продолжат само една вечер и тоа ги чинеше околу 130 евра, така што генерално полека ја останува смештај кој што тера да размислувате се поише за шатор. Инаку имате два типа од овие mobile homes, едните се лакшери, кои што се малку понови, имаат нешто плюс во нив, другите се обични mobile homes, лакшери се обично за 10 евра поскапи од обичните, иако нема некоја страшна разлика. Така што ако некош имате опција да бирате или само обичен mobile home, слободно земете си и не се устручавате. Сега идеме да го видиме и нашето бунгаловче, односно mobile home. Значи една фина терасичка, едно тремче кај што го поминуваме најголемиот дел од денот. Си имаме закачано хамокче тука за уживање, дворче, тревичка, тревата нормално секогаш е позелена кај комшијата, ама и кај нас не е лоша, љуѓачка за оцко-поцко, супот за на плажа. Сега да видиме што се дешава внатре. Значи внатре мала дневничка со масичка, тука имате повторно кујна, судопер за миење и елементи, значи нема за готвење, во луксот мислам дека може да имаше за готвење и имаме една спална која што генерално е прилично добра за спиење, можда најбитниот дел со најмногу комодитет доаѓа баш од тука од самата спална. Има уште, нели, два лежаи кои што се кревечиња на спрат и би биле сосема окей за семејно сместување некако, доколку имате две мали деца, ама она што ја прави најголемата разлика всушност веројатно е купатилото, односно фактот дека екипата што сака по пола сат да проаѓа од Сабајле со мобилниот на шолја, тука може да го прави тоа. Инаку хигиената генерално е добра, она што е битно дека на некои 2-3 дена доаѓаат, ги менуваат постелнините и пешкирите, по потреба може од било кое време да ги побарате, постојано има луѓе што праќаат тука кои што се грижат за хигиената, а од време на време оставаат и мали вакви подарочиња, па последниот пат ни оставија 2 пивца и 3 метчиња, така што има за сите по нешто. Уште една добра работа е што овие mobile homes најчесто се распоредени во едни мали како населбички, меѓу нив има прекрасни улички во кои што децата по цел ден си вртат со точачиња, со тротинети и слично, значи прилично безбедно, нема никаков сообраќај и едноставно за фамилии со деца ова е стварно многу добар избор.
Покрај мобилните кукички, вториот најпопуларен тип на сместувања се овие така наречени сафари тентс. Тоа се шатори кои што се малку полуксузни, прилично големи, функционираат баш како еден мини бунгалов и многу се популарни затоа што се во првиот ред на плажата. Позитивната работа е што во вакви утра и во квечерини имате баш целосна приватност и плажата е речиси целосно ваша. Не е толку добра работа што во текот на денот еден куп луѓе баш пред вашиот смештај и не можете баш многу да одморите во текот на денот, веројатно од доста галама и праѓање, ама во секој случај голем дел од луѓето ги избираат токму нив. Крај тие два типа на сместување има и многу други различни објекти што може да ги знајмите. Има шатори кои што се слични на оние сафари тентс, ама без WC, има приколици во прв ред само со тенда напред убава, има веројатно и обични приколици да знаемете и слично, така што не, да се информирате на вебсајтот и таму да видите што све може да се земе и по која цена, па да најдете она што најмногу ви одговара. Кампот е исто така многу популарен за кампери, значи кампери од сите држави и во централниот дел кој што оди према плажата, може да ги видите најголем дел од овие кампери. Ние плакнеме очи и се надеваме дека еден ден ќе можеме да си приуштиме кампер и дека со него ќе го вртиме овој камп и други кампови. Инаку, она што може да го приметите, денес искочивме малце порано, затоа што светлото е подобро за снимање, нормално да не деранжираме никого додека е пун кампот. Овој камп малце поспоро се буди, значи веќе 7:30, гледате ретки луѓе се станати и до 9 скоро и да нема никакви движења. Исто така, она што е навистина добро, многу се почитува кукниот ред и после 10 сат стварно нема никаква галама и можете без проблем да си одморите. Затоа и јас свакативко зборувам за да не го нарушам сето она што е некаков куќен ред кој што се почитува добро од сите кампери. Инаку плажата може да кажеме дека е поделена некако како на 3 дела. Во централниот дел имате кафич и тука се овие чадори, каде што може да си изнајмите лежалки и да си функционирате буквално како во било кој бар на плажа. Оваа страна позади, односно кога гледате кон морето од десна страна е прилично, да кажам, позафатената страна, бидејќи во тој дел се наоѓаат најголем дел од бунгаловите, па најголем дел од луѓето и тука одат на плажа. Добрата работа е што водата тука е прилично плитка, супер е за деца, имате поголем подолг дел каде што е плитко и она што може само да ви пречи е што е малку по гужва таму и повеќе немате толку слободно место за да може да се опуштите скроз, секогаш има некој во ваша близина. Додека пак на другиот крај, тоест од оваа страна на плажата, значи овој дел делува малку подив, е прилично интересен, тука е малце порастеретена гужвата, има доста кампери, има дел од овие сафари тентс што ги споменавме и овдека е интересно затоа што речиси секој е попладне, има прилично големи бранови и е она добро за сите тие што сакаат да уживаат малку на бранови да скокаат, додека во другиот дел е прилично помирна и пофина можеби за дечиња. Така што генерално имат избор и добрата работа е што доколку во еден дел од плажата има бранови, најчесто другиот дел е мирен, така што ако сте за мирно море, за малце супчи и така натаму, секогаш имате една опција која што може да изберете. Ова големо дрво позади мене е веројатно најпопуларната сенка во Арменистис. Баш големо дрво, фрла многу во природна сенка и најчесто тука е тепачка кој да фати по прво место. Ова тука е еден ресторан кој што исто така функционира одлично, освен за седење, за да ручате или вечерате тука. Добра работа е што има take away храна, односно храна за носење и нашето омилено јадење овдека е мусаката, така што скоро секој втор ден нарачуваме мусака, имате 10% ако си земете за носење и си однесете во кампот да јадете таму. Исто така многу добри други јадења, ботвени, тиквици, фантастични и така натаму, така што многу често го користиме ова, порциите се околу 9 до 10 евра ако ги земете за носење, ама се баш големи, онака има речиси со двајца. Во овој дел тука имате многу убав кафич, кога сакате некојаш да промените
да не работите од вашиот бунгалов, може слободно дека си седнете и дека сте со шаторче, дека може убаво да седнете и сработите, нема премногу гужва, имате се за пијачки, убав сладолед, така што уште едно добро место на кое што може да поминете дел од денот. Некаде точно во централниот дел на кампот има и продавничка која што е вака навиду малечка, ама е толку добро снабдена со се што ви треба. Тука може да најдете и месо готово спремено, маринирано за наскара, може да најдете се што ви треба, буквално од работи за на плажа до штекери, до сијалици, до секаков тип на храна, буквално не ви фали ништо како у Lidl до пазарите сте. Цените исто така не се страшни, значи не се нешто повисоки од нормалните што ги има во други поголеми супермаркети. Покрај класичниот маркет имате и продавница која што ги продава сите оние работи за на плажа, значи папучи, ночари, пешкери, се она што можеби сте го заборавиле, не сте го земале, може да го најдете тука, така што кампот е одлично снабден, буквално се што ви треба може да најдете во било кое време. Сега за сите што доаѓаат со сместување кое што е од типот на шатор или сместување кое што нема собствен фрижидер, имате вакви блокчиња, си зимате клуче и ова се фрижидери во кои што може да се оставите све што ви треба, се плаќа нешто ситно, некој евро на ден и на повеќе места низ кампот можете да ги гледате овие вакви блокови со фрижидерчи. Исто така, она што е многу важно за еден камп е дека санитарните чворови се многу добро одржани, значи цело време се чистат, условите се фантастични, така што оно што може би е најголема грижа на сите што да во кампување, а тоа е санитарниот чворов, дека е навистина речиси совршен. Во овој дел имате нешто што е налик на мешавина од парк за вежбање, адреналински парк, значи има делови за децата кои што се прилично интересни за играње, а позади има одредени справи, вратила, справа за стомачни, справа што наликува на степер. Покрај тоа што нели го има овој дел за вежбање, кампот е доста пријателски, да кажам, за трчање, така што прилично рамен, патеките се многу добри и слободно може да си вртите кругчиња, неколку километри без проблем може да си стрчате, затоа што самиот камп е доста голем. Доста луѓе кои што се со кампери доаѓаат и со точаци, затоа што потекот тука исто така многу убав за возење, возите покрај плажи, цело време има некакви успони нагоре надоле, така што верувам дека тоа е нешто што ќе исто така им значи на сите кои што доста спортуваат. Сега малку и за периодот за доаѓање. Значи, како што кажавме, поради тешкотијата за резервирање, но и поради температурите кога сте со мало дете, генерално нас јуни прилично ни одговара за период во кој што се сместуваме. И лани годинава доаѓаме баш од 1 до 10 јуни и во тој период и лани годинава првиот ден или првите 2 дена водата беше малку поладна, меѓутоа веќе вториот, третиот ден водата е одлична за бањење, температурите се супер, не е нити превладно, нити претопло, навечер е супер за спиење, се покриваме дури со кебе и можеме да искористиме и поголем дел од денот на плажа, за разлика од месеците јули и август, кога би требало, нели, ќе сакате порано се приберете во вашето сместување. Така што за со деца мислам дека јуни е оптимален, веќе со промените на температурите станува месец кој што треба се посериозно го гледаме како добра сезона, а не рана баш сезона. Сега да се осврнем уште на едно од најчестите веројатно прашања, тоа е нели како е да се дојде со мало бебе на вакво место. Сега за сега од овие неколку дена што сме тука е прилично, да кажам, комфорно, затоа што сместувањето ти е доста блиску до плажата и тоа ти дозволува многу често по потреба да одиш и да се враќаш ако има потреба нешто да земеш, нешто си заборавили, да се вратите за некаква потреба на бебето. Она што е добро е што има многу луѓе околу и речиси сите се со мали деца, па некако тоа ти влева сигурност дека не беше. Тој да затреба има некој што го поминал и што ќе ти помогне, ќе ти покаже. Како што кажав, плажата во овој почетен дел е прилично плитка и е одлична за деца, не треба се стравува дека веднаш ќе дое нешто длабоко и не треба толку многу да ги
да ги пазите и во принцип би препорачале на сите што имаат мали деца вакво едно место за одмарање, затоа што добивате и мир и тишина кога ви е потребно, добивате забава на плажа колку што сакате, прилично лесно функционирате напред-назад, сенките се одлични и преку целиот ден имате кај да седнете и застанете, а да не биде тоа дете целосно изложено на сонце, така што ево од нас сега за сега топла препорака да планирате ваков одмор со вашето дете. Сега две бонус работи во врска со овој камп кои што го прават мене да ми се допаѓа најмногу од тие неколку во кои што сме биле тука и на некои други места. Првата работа е што во овој камп можете комплетно било каде да идете боси. Тоа мене ми значи, пошто ја најголем дел од денот во принцип го проаѓам боси во шорцеви и се ашкам натаму низ цел камп и тоа ми е едно од работите која што ми е многу битна секогаш кога идеме во камп. Друга работа исто така што мене ми е многу битна е тоа дека имате нешто што би го нарекол опционална социализација. Значи имате луѓе секаде околу вас, меѓутоа си избирате кога и како сакате и дали сакате со некој да се здружите. Значи имате у секое време некој со кој што можете да се напиете пивце, да помуабетите, да прашате како кај вас удржавате, исто како кај нас. Меѓутоа, ако не сакате такво нешто, можете да си седите у својата приватна парцела и да си уживате, да си бидете асоцијални, ако тоа ви е подобар стил на однесување. Сега, на пример, бевме минатата година и во оној камп кој што е доста извикан во последно време, а тоа е Акционеру. И таму, на пример, беше малце по несоциализирана ситуацијата, односно, речиси сите парцели беа прилично одвоени, за да имате собствена приватност, поголема приватност и едноставно многу потешко беше таму, без разлика што беше доста полуксузен, поуреден, имате бањарки ваши за на плажа, имате пешкири во иста боја, бидејќи нели колорната палета на кампот е специфична и прилагодена. Ама таму некако немаш опција карчи вас да има некој да кажете здраво живели, среќен роден ден, како и да е. Така да овие две работи мене ми се искрено многу битни кога бираме кампи. Арменистис ги има двете и затоа е наш избор број 1, да кажем. Да го заокружиме сето она што го зборувавме, Арменистис со право ја носи титулата на еден од најпосакуваните и најпосетуваните кампови, затоа што навистина е прекрасно уреден, санитарните чворови се безпрекорни, имате тотално се што ви треба да купите во кампот, од опрема за на плажа, преку продавница која што е снабдена на ниво на Lidl, до свежо месо, до ресторани кај што има готвена храна да си земете, до фастфуд, сладоледи, кафична плажа за работа и така натаму и така натаму. Така што дефинитивно Арменистис е камп кој што вреди скроз да го посетите и вреди да останете најмногу што можете, затоа што е одличен за одмор, прекрасни дебели сенки, прилично комотен за да дојдете со дете, за да можете брзо да идете од плажа до плажа да зимате работи и така натака. Така што топла и голема препорака за овој камп. Меѓутоа, она што веќе го споменавме, цените прилично поради големата поварувачка и поради тоа што е стварно добар камп, идат се погоре и погоре, посебно за овие bungalowчиња или mobile homes. Така што, веројатно, нека опција што ние ќе разгледуваме следната година натаму е да дојдеме со шатор, затоа што цените се доста поповолни. Ако успеете да најдете добра парцела и ако имате доста добар шатор, а денеска поготово Decathlon и секаде има стварно баш добри шатори, мислам дека таа опција во иднина би била доста по прифатлива, барем ценовно, затоа што цените веќе малку излегуваат од таа нормална рамка во која што може да кажете да добив одлична вредност за моите пари. Така што во принцип тоа би било тоа од кампот. Се надам дека дадовме доста корисни информации. Слободно пишувајте ги вашите искуства и коментари, па и прашања кои имате поврзани со Арменистис. А ние се гледаме наскоро од еден друг камп од Грција, па да видиме таму што ќе да чекаме.